Учениците од основното училиште Илирија од Тетово и на почетокот на второто полугодие од учебната година ќе учат во 3 смени. Поради проблемот со прокиснатиот покрив во ноември минатата година, раководството на училиштето одлучи наставата да се одвива во училниците во приземјето и во подрумот, поради поголема безбедност на учениците, одлука која ќе продолжи да се применува и од утре. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово најавуваат реконструкција на училишниот објект во текот на оваа календарска година. Основното училиште Илирија е објект кој што е 70 годишен објект и за жал во целокупниот овој временски интервал многу малку е интервенирано во училишниот објект. Може би немало и воопшто реконструкција на училишниот објект во овој 70 годишен период. Потребата е тоа да имаме една реконструкција на училишниот објект. Веќе пред 3 години, како менеджмент на образованието, побаравме значи од Министерството за образование и наука да се подготви еден проект кој што ќе опфати целосна реконструкција на училишниот објект. И тој проект се подготви. Значи, веќе поседуваме еден проект кој што е наменет за целосна реконструкција на објектот на основното училиште Илирија. Исто така е ставена како приоритет во инвестиционата програма на Министерството за образование и наука. Тоа треба да се реализира за време на оваа календарска година. Освен средствата кои беа предвидени за новогодишната прослава во градот за реконструкција на објектот на основното училиште Илирија, општина Тетово од буџетот ќе издвои дополнителни 25 милиони денари. Општина Тетово презеде мерки кои што се насочени кон основното училиште Илирија. Значи, побаравме исто така од Институтот за сеизмолошко истражување ИЗИС во Скопје да се направи една детална анализа на функционалноста на објектот Илирија. Тоа беше по потреба, по барање на родителите. Сме во очекување и тоа да се реализира. Тоа ќе биде еден поголем временски интервал ќе одземе за да се направи една детална анализа на издржливоста на објектот. И од друга страна, како што знаете дека со одлука на Советот и по предлог на градоначалничката на општина Тетово и средствата кои што беа наменети за прославата на овогодишната ноќ се префрлени во буџетот на 2017 и кои што треба да се искористат за реконструкција на училишниот објект на Илирија. А исто така во буџетот на општина Тетово за 2017 година се предвидени средства, освен овие што се за од новогодишна ноќ, се предвидени уште 25 милиона денари кои што се ставени во буџетот на општина Тетово, кои што се предвидени да се употребат за реконструкцијата на училишниот објект Илирија. Во овој последен период, значи за овие 3 години, се превземени темелни активности кои што се насочени кон темелно решавање на проблемот со училишната зграда на Илирија и планирањето е дека во 2017 и активностите од Министерството за образование и наука, па и средствата кои што се одвоени од буџетот на општина Тетово и таа потреба на Тетово да втемелно да биде решен една за секогаш. Основното училиште Илирија од Тетово е едно од најстарите училишта во градот, кое работи уште од 1950 година. Во него учат околу 1000 ученици, а наставата се одвива на албански и на македонски јазик. Завршува зимскиот распуст и од утре почнува второто полугодие од учебната 2016-2017 година за околу 270.000 ученици во земјава, од кои 188.000 се основци и 80.000 средношколци.
Зимскиот распуст беше продолжен за 2 дополнителни дена, односно 18 и 20 јануари, со одлука на Министерството за образование и наука, а по препорака на Комисијата за заразни болести и на Министерството за здравство, како превентивна мерка за да се избегне ширењето на грипот. Двата дополнителни дена од распустот, како што претходно соопшти заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, ќе бидат одработени во сабота, најверојатно во март и во април. Од наредниот понеделник на 30 јануари ќе почне екстерното тестирање на 18.600 матуранти, кое ќе трае до 3 февруари 2017 година. Градежништвото во Полошко почнува да се раздвижува. Ако во 2011 година Полошкиот регион го достигна врвот и беше прв на листата во Македонија по издадени одобренија за градби, последниве години тој падна на второ место. Според најновите податоци кои ги објави Државниот завод за статистика, градежните работи за прв пат во ноември минатата година повторно доживуваат експанзија. Имено во ноември 2016 година бројот на издадени одобренија за градби во Полошко пораснал на 105, што е за 2,5 пати повеќе од истиот месец во 2015 година. Понатаму со оваа бројка, Полошкиот регион речиси се изедначува со Скопскиот регион, кој има само едно одобрение за градба повеќе. Како што објави Државниот завод за статистика, најголемо раздвижување во градежништвото во месец ноември минатата година е регистрирано во општина Гостивар, каде се издадени дури 65 од вкупниот број на одобренија за градба. По општина Гостивар следат општините Боговиње со 14, Брвеница со 10, а изненадувачки мал број на одобренија за градби се издадени во општина Тетово, вкупно 8. Понатаму, според податоците кои ги објави Државниот завод за статистика, може да се заклучи дека во ноември минатата година најмногу пораснал интересот на инвеститорите за изградба на станови, односно двојно повеќе од ноември 2015 година. Имено издадените одобренија за градби предвидуваат изградба на 127 стана во Полошко, со вкупна корисна површина од 19.230 метри квадратни. Од нив најмногу се одобрени во Гостивар 96 станови. Бројот од 127 стана најмногу се приближува до бројката од 200 стана, колку се градеа во Полошко пред 5 години, кога беше на врвот според градежните работи. Но иако во само еден месец Полошкиот регион го врати славното место според бројот на издадени одобренија за градби, инвеститорите и понатаму се помалку го одврзуваат ќесето за вложување во изградба на објекти. Според податоците на Државниот завод за статистика, во ноември 2011 година издадени биле 61 одобренија за градби со предвидена вредност од околу 829 милиони денари. Во ноември 2016 година издадени се 105 одобренија за градби, но со предвидена вредност од 545 милиони и 120 илјади денари. Петмина доктори на науки чекаат на вработување според последниот преглед на невработени лица со состојба на 30 ноември 2016 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Од вкупната бројка на евидентирани невработени лица, 65 се магистри на науки, 1460 се со високо образование, а најголем број од нив се без образование и со основно образование, односно 6958 лица. 3812 од невработените се со завршено, додека 1160 се со непотполно средно образование. Бројката на лица кои имаат више образование изнесува 119. Инаку во Центарот за вработување во Тетово се евидентирани вкупно 13.579 активни баратели на работа, од кои 1/3 се жени. Од градот се 6459 лица, додека 7120 се од село.
Врз основа на направената статистика според возрастна структура, најмногу од невработените се на возраст од 25 до 29 години, и тоа 1871 лице. Потоа во возрастната група од 45 до 49 години има 1654 лица. Од 50 до 54 години 1629 лица, од 30 до 34 години 1588 лица, а слични се бројките и на останатите возрастни структури. Според националната припадност, најмногу од регистрираните невработени лица се албанци 9954, потоа македонци 3159, роми 275, турци 99, срби 28, бошњаци 3 и 61 лице од друга национална припадност. Инаку, според последниот преглед на невработени лица со состојба на 30.11.2016 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во земјава се евидентирани 104.453 лица и 95.846 други лица кои бараат работа. Во овој кабинет, освен кога има воена криза или некои елементарни непогоди, нема дојдено ниту еден министер, нема дојдено премиер, ниту председател на државата, вели градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски, кој од редовите на СДСМ во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на едно граѓанско општество, етничкиот соживот. По тоа бев препознатлив и тоа најдобро го покажав 2013 година, кога представници на сите етнички заедници застана сврсто зад мојата кандидатура и јас го добив тој трет мандат. Иначе во мојата работа како локални проблеми ќе се ориентирам на изградба многу инфраструктурни објекти, во кои ќе издвојам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив над 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи. Изградив 3 спортски сали, атлетски полигон, отворен, затворен пливачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е гасификација. Единствена реална гасификација во Република Македонија има Куманово. На почетокот на месецов најавивте набавка на средства и возила за намалување на аерозагадувањето. Зошто сега, после 12 години раководење на општината, ќе го набавувате ова? Ние прво не сме набавиле таква опрема, не знам од каде. Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акциониот план кој треба да се донесе во нареден период. Ние тоа не е нешто што ќе го направиме адхок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух. Што е решението? Мислам дека тоа е една системска болест. Една системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа, тоа е болеста која е подеднакво поделена прво на централната, потоа на локалната власт. И сега тука имам кај мене една денешни мерија од интернет, тоа ви е достапно. Куманово спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови. И ако дадам 10-15 града кои се пред нас, значи тоа е една флуктуација која се менува. И сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерството за животна средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за М50 частички, бидејќи тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид. Значи, во сите сегменти се можно ние сме ниско загадени, односно слабо загадени средини, по денешни мерења. У некои денови имаме. И тоа, тука имаме два сегмента. Едно се издувните гасови, другото оджаците, односно дрвата од црството гориво. Ние, како држава, дозволивме енормно сечење на шуми
во два правца делуваме штетно. Прво го користиме како најчесто гориво во мојата заедница, бидејќи има многу ниска економска стратификација. А второ, ги уништуваме шумите. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме променливо облачно време. Утринската температура се движеше од -5 до -2 степени, а дневната од 0 до 2 степени. За утре метеоролозите прогнозираат слично време на денешното, променливо облачно. Утринската температура ќе се движи од -8 до -2 степени, а дневната од 2 до 4 степени.